Полусвесни зависници со длабоки рани и свиткан грб стануваат се почеста слика во неколку земји, особено во САД каде дрогата зомби се повеќе се употребува. Зомби дрогата ксилазин, исто така позната како тренк, е средство за смирување животни кое е ефтино и лесно достапно. Поради тоа се проби на пазарот на нелегални наркотици. Потребата на ксилазинот за прв пат била објавена во Порторико и Филаделфија кон средината на 2000-тите, но експертите велат дека тоа се случило во 2020 година во тек на пандемијата на COVID-19 и дека неговата употреба забрзано растела во Филаделфија и други држави. И сега во 2023 година е присутен во повеќе американски држави. Познато е дека при консумација кај луѓето предизвикува некроза, бидејќи го намалува крвниот притисок, работата на срцето и дишењето. Некроза, односно гниење на човечкото тело, може да предизвика жртвите да бараат ампутација и оттаму дрогата го доби името зомби дрога. Бидејќи тренк не е опијат што се користи сам по себе, дилерите на дрога често го комбинираат со депресанти или стимуланси, како хероин, кокаин или фентанил, за продолжување или подобрување на неговиот ефект или за зголемување на тежината, а за возврат се зголемува неговата улична вредност. Овие комбинации може да бидат смртоносни, особено кога е додаден фентанил, бидејќи се вели дека фентанилот е 50 пати посилен од хероинот и често се користи за фалсификување хероин или кокаин. Корисниците на дрогата свесно или несвесно често паѓаат во повеќе часовен ступор. Откако ќе се разбудат, им е потребна уште една доза. Лечењето на пациенти на ксилазин е тешко, бидејќи бара да се посредуваат ефектите од повеќе кратните зависности и понекогаш да се ампутираат делови на телото заразени со кожни чиреви, знаејќи дека некои растат толку длабоко што може да ги заразат тетивите и коските. Лековите кои често се користат за зависниците од опијати немаат ефект врз ксилазинот, што го прави лекувањето уште потешко. Злоупотребата на дрога е неконтролирана во САД, каде во 2022 година беа одземени повеќе од 109.000 животи поради предозирање и други проблеми поврзани со дрога.